и джиновите. Си беше еднаш едно девојче што се викаше Биби. Ја познавате, нели? Јеј! Тоа девојче живееше блиску до една голема густа шума. А како што веќе знаете, Биби често одеше да истражува шумата, да се дружи со животните и да си бере шумски плодови кои се полни со витамини. Ням 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 ням. Плюс, знаете и дека Биби беше супер храбра и мощна, силна, па често мораше да ги спасува животните во шумата од секакви опасности. Биби беше нешто како чувар на шумата. Јеј! И така, еден ден, Биби отиде да истражува еден дел од шумата каде што не била претходна. Си одеше така, ла-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 ла, кога дојде до една голема пештара. Кој ли живее тука? Си рече. Биби влезе во пештерата и што да види? Пештерата беше ужасно неуредна. На сите страни имаше расфрлано облеки, разни предмети. Прашината како да не беше никогаш избришена. Подот не беше сметен, чиниите беа неизмиени. Оф. А, заборавив да ви го кажам ова. Се внатре беше многу големо. Како во пештерата да живеат чинови. Биби реши да излезе надвор и да ги почека станарите да се вратат. Баш сакаше да види кои си и какви се тие неуредни суштества. И по некое време... Хај, хој, сонцето е зајдено. Хај ти, ние сме чинови. Се појавија чиновите. Кога јас догледаа Биби, се зачудија и не знаеа што да кажат. Но затоа Биби знаеше. Еј, джинови! Викна Биби. Дојдете поблиску? Да, вас ве чекам. Да, така, поблиску. Не плашете се. Джиновите збунето се приближија до Биби, а таа им рече. Дајте да ви ги видам рацете. Ле, колку се валкани. Чекате да ви ги видам ушите? За никаде! Вие знаете ли да си ги миете рацете, лицето, ушите и забите? Знаете ли дека треба да се капете редовно? И зошто ви е толку неуредна пештерата? Никој не ве научил дека дома треба да се чисти и да се раскрива? А джиновите почнаа да пелтачат. Не, никој. Тогаш најстариот джин се охрабри, па ја праша Биби. А дали можеш да ни помогнеш да изчистиме? Знаеш, тоа е женска работа. Ау, колку Биби се налути на ова. Женска работа? Кој ви рекол такво нешто? Веднаш да изчистите пештерата, да избришете прашина, да ги раскренете сите ваши работи, да се измиете убаво, а после јас ќе ви покажам и како да сготвите ручек. И мора да знаете да се грижите сами за себе. Женска работа. Нема такво нешто како женска работа. И джиновите, видоа не видоа, направија како што им рече Биби. Затоа што, искрено, вака меѓу нас, многу се плашеа од мали лути девојчиња. А и веќе им здодеа да бидат нечисти. Што е право? Право е. Хај, хој, чисто е и убаво. Хај, ние сме измиени. Јеј! Откако завршија со се, откако си изготвија ручек и конечно седнаа да јадат, Биби ги праша што прават овде во шумата и од кога живеат во пештерата. А джиновите одговорија. Живеевме во еден волшебен замок во најгустиот дел од шумата и ни беше многу убаво. Но еден ден нашиот татко Джин реши да се прежени. Ја донесе во замокот нашата маќа, која всушност беше една лоша вештерка. Па таа ни избрка во шумата и сега си живее сама во замокот со едно волшебно огледало. Многу е лоша и знае секакви магии.
Джиновите се расплакаа. А Биби многу се разлути. Веднаш да ми го покажете патот до тој замок, викна Биби. Ама многу не е здрав. Одговорија джиновите. Ама јас ќе ве бранам, рече Биби. Јас имам црн појас во карате. Ајја! Ајја! Мечка страв, джиновите не страв. Полека ја одведоа Биби до замокот, а Биби решително затропа на портата. Кој тропа? Отвори или ќе ја скршам вратата. О, убаво девојче. Влези. Дојди да ти дадам едно убаво црвено јаболко. Јаболко? Па сите деца знаат дека не треба ништо да се зема од непознати, а особено не од непознати лоши и грди вештерки. Грда? Јас? Огледалце мое, кажи веднаш на светот најубав кој е? Ти, најсветла кралице ти. Заборавев да ви кажам. Волшебното огледало на вештерката умееше да зборува. Затоа што беше волшебно огледало. Но не само што зборуваше, туку и цело време кажуваше лаги. А нели нашата Биби беше мощно умно девојче, па веднаш свати со каков неранимајко си има работа. Слушај ти, огледалце, му се закани Биби. Дали знаеш колку е лошо да се лаже? И дали знаеш дека тие што лажат многу лошо си поминуваат? Огледалцето се обиде да излаже уште нешто, но Биби му викна: "Пст, та не сум слушнала ни збор. Да ја затвориш устата и никогаш повеќе да не проговориш ниту една лага." И од тој ден волшебното огледало се скамени и стана само едно обично огледало, затоа што знаете, тоа не умееше да ја кажува вистината. А вештерката? Вештерката ќе пукнеше од мака, бидејќи веќе немаше кој да ја лаже дека е најубава на светот. Затоа што вие, драги деца, знаете дека не постои такво нешто како најубава на светот. И таа избега далеку и никој веќе не ја виде. Никогаш. А джиновите? Джиновите се вратија во својот замок и станаа многу вредни и замокот постојано беше чист како солза. А Биби им одеше на рочек секоја сабота. Па джиновите станаа и одлични готвачи. Да. Веројатно најдобрите во целата шума. Ете така, тоа беше уште една од приказните на Биби. Ви се допадна? Што? Мом? Како? Каде е кој? Каде е принцот? Па во оваа приказна нема принцови, нема ни принцези. Ова е приказна за нас, за децата. Ние можеме да бидеме 100 пати похрабри, попаметни и поспособни од сите принцови и принцези на светот. Запомнете го тоа. А сега е време за спиење. Добра ноќ. Пушнам да ти кажем среќна нова година. Многу љубов искрена и во песна испеана. Љубов детска најсилна, чиста како снегунка. Многу љубов искрена и во песна испеана. На сите ви посакувам среќна нова година. Среќна нова година.
пушнам да ти кажам среќна нова година. Многу љубов искрена и во песна испеана. Љубов детска најсилна, чиста како снег бука. Многу љубов искрена и во песна испеана. На сите ви посакувам среќна нова година. Среќна нова година. Ајде, Дава, ајде кажи. Ајде, посакај ти среќна нова година, ајде. Ајде, Дава, ајде, посакај нова година. Ајде, Дава, ајде, посакај ти среќна нова година. Ајде, не се срами. Многу љубов искрена и во песна испеана. Љубов детска најсилна, чиста како снег бука. Многу љубов искрена и во песна испеана. На сите ви посакувам среќна нова година. Среќна нова година! Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Д. Јипи-рипи, драги другарчиња, добар ден, добре дојдовте. Денеска ќе ја учиме буквата Д. Добро? Договорено? Да? Боби веднаш почна да кажува зборови на Д, за да не претрка сите и да покаже колку знае. Да. Значи, Значи, да ги видиме големата и малата буква Д. а големата буква Д се пишува вака. Истото го повторуваме и со малата буква Д. Еве. Така, а откако научивме како се пишува оваа буква, Следува погодување на буква. Погодуваме предмети, животни, растенија, овошја, зеленчуци и имиња на буквата Д. денеска јас ќе кажам прва. Наши другарчиња и пријатели со имиња на Д. Најлесно. Д, другарчиња. Да, но да имаат имиња на Д. Ајде, добро. Дина. Дина од нашето одделение. Деси, од волшебната шума. Ама да не заборавиме некого. Ајде нека ти текне. Знам уште од почетокот, само се преправав дека не ми текнува. Диносаурусот Даро. Здраво. Даро е диплодокус, а тоа е уште еден збор на Д. Биби, ајде кажи уште некое животно на Д. Табар, дива свиња, дождалец и динго. Па полека, Биби, немој да ги земеш сите животни за себе. Добро, нема. Ајде, повели. Делфин. Многу ми се интересни делфините. И мене, и многу ми се мили и сладки. Добро. Вам на девојчињата се ви е сладко. Ајде сега погодувај овошја на Д. Ти погодувај. И девојче е збор на Д. Сезнајковски. А овошја? Еве ти, диња, дуња и домат. Сгреши. Не сгрешив. Домат е зеленчук. Јас победувам. Боби, не инати се. Ајде сети се како учевме во книгата на знаења. Доматот е овошје. Може би имаш право. Не знам. Не може би, туку сигурно. Добро, сигурно. Ајде, сега нешто друго да погодуваме. Ајде да ја бараме буквата Д во овие нешта. Во кој од зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата Д? На почетокот на зборот, во кој на средината од зборот,
во кој и на почетокот и во средината, а во кој на крајот од зборот. Размислете убаво, другарчиња, а и јас ке размислам. 1, 2, 3. Готов сум, знам. Чекај да почекаме уште малку. Не. Сакам да погодувам. Во ред, ајде погодувај кога толку си запнал. Буквата Д ја има на почетокот од зборот дрво и детелина. На средината од зборот ја има во подарок, чоколадо и крокодил. На почетокот и во средината на зборот ја има во дедо. И на крајот ја има во брод и лебед. Јипирипи, се си знам, а знам и дека дојдовме до крајот. Но не грижете се, другарчиња, ќе се видиме повторно во следното видео Биби Боби ги учат најмалите, во која ќе ја учиме буквата Ѓ. Ѓ е една ѓаволеста буква. А во следното видео ќе дознаете и зошто. Довидување, другарчиња! Светот на Биби! Рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Сендвичиња, човечиња. Драги деца, драги родители, добре дојдовте во нашата шарена кујна. Денеска ќе ги правиме омилените сендвичиња на Биби и Боби. Сендвичиња, човечиња! Јеј! Јипирипи! Ајде да правиме човечиња! Биби, јас ќе ги правам машките, а ти девојчињата, може? Значи, половина јас, половина ти. А јас? Ти, мамо, ќе бидеш асистент готвач, може? Може, значи денеска вие сте главни. Добро, ако е така, ајде, повелете. Лево Боби, а десно Биби. Ха-ха! Моите ќе бидат поубави, а? Не, моите. Не, моите. Не, сега немојте да се моите, карате, моите. деца, ајде. Биби, покажи ни како ќе ги правиш твоите сендвичиња, човечи. Не, сендвичиња, девојчиња. Еве вака. Прво, ставаме парче тенок кашкава. Ама чекај, Боби. Потоа, очите ги правиме од... Прво ставаме исечени крупчиња од малечки домати или да. чери домати, како сакате. Да. И врз нив крупчиња од маслинки без коска, а во најмалото крупче од маслинката едно зрно граша. трепките ги правиме од тенко исечкана краставица. Устата ја правиме од црвена пипарка и сечкана на парчиња. Еве вака. А образите? Образите ќе ги направиме од морков исечкан на крукчиња. Да, може. Не се лоши, ама моите ќе бидат поубави. Нема. Ајде сега, доста не се расправајте. Ајде, Боби, повели. Кажи ни за твоите човечиња. Значи вака. Прво, на сендвичињата мачкаме крем сирење. Очите ги правиме од исечени крукчиња од краставица и маслинки. Така. Баш убаво. А носот? Носот го правиме од кисели краставички. А устата од црвена пиперка? Да, точно. Виде од мене. Останува уште косата, а неја ја правиме од магданос. Јипирипче и готово е. Нели се поубави? Па, еднакво се убави и едните и другите. А сега да си каснеме, може? Може! Тоа беа нашите сендвичиња човечиња. А ние се гледаме повторно во рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Довидување! Тост леп, тенко исечкан кашкавал, крем сирење, кисели крставички, краставица, мали доматчиња или чери домати, црни маслинки, црвена пиперка, морков, китка Макдонос, зрна грашок од конзерва. На здравје!